Пепа. Ова е моето братче Джордж. Ова е мама прасица. А ова е тато прасе. Прасинцето Пипа. Капиновата грмушка. Пепа и низиното семејство се во домот на баба и дедо прасе. Денеска сакам да направам пита од јаболки и капини. Вкусно! Потребни ми се храбри истражувачи кои ќе одат да го донесат овошијата. Разбираме, баба прасица. Ги земавме кошниците за И јаболките. кошниците за капините. Прво треба да го завршиме лесниот дел, собирање јаболки. Кога ќе избројам до 3, протресете го дрвото. Еден, два, 3! Сега да собереме капини. А зошто да не јадеме само пита од јаболки? Бидејќи капините се многу вкусни, дедо прасе. О, во ред. Сега по тешкиот дел. Јас ова го нарекувам капинова грмушка. Оваа грмушка е тука од кога јас бев мало прасенце. Тоа е обраснато со трева. Требаше да ја одгорнам пред многу години. Дедо, зошто не ја сакаш? Не ми се допаѓа начинот на кој таа гледа во мене. Сирот, дедо, но тоа е само безопасна грмушка. И во неа има прекрасни капини. Џорџ виде неколку навистина сочни капини. Внимателно, Џорџ, зошто може да се заплеткаш? Имам стап за берење на тешко достапни капини. Паметен дедо. Но најубавите капини се на самиот врв. Затоа ја донесов скалата. Не се навалувај премногу, мама прасице. Не грижи се. Сум се качувала на оваа грмушка уште од времето кога бев мало девојче. Да, но сега веќе не си мало девојче. Знам што правам. Оф, леле, мама прасица падна во капиновата грмушка. Мамо, можеш ли да излезеш? Не! Заглавена сум. Ти си заглавена во трнлива грмушка исто како заспаната убавица. Што? Пред многу години си живеела една принцеза која се викала Заспаната убавица. Еден ден таа заспала во трнлива грмушка и таа останала таму 100 години. Тоа е убава приказна, Пепа. Доаѓа овчичката Сузи. Здраво, Пепа! Здраво, Сузи! Мајка ми е во капиновата грмушка и таа ќе остане таму 100 години. Исто како заспаната убавица. И таа ќе биде спасена од убав принц, кој ќе ја бакне. Мојата мајка ќе има авантура. Јас посакувам мојата мајка да имаше ваква авантура. Може ли некој да смисли како да ме извлечете од Не овде? грижи се, мамо. За 100 години ќе дојде убав принц кој ќе те спаси. Јас ќе бидам убавиот принц. Дедо прасе, може ли да ги поземам твоите градинарски ножици? Секако дека може храбриот господин тато прасе. Застанете сите малку поназад. Сега ќе ти покажам тебе трнлива грмушко. Мојот принц. Мојата принцеза. Муа! Ти требаше да останеш таму 100 години. Доволно долго останав таму. Ти благодарам. Мама е капинова грмушка. Мислев дека вакви несреќи ми се случуваат само мене. Стои мирно додека ги собереме капинките. Ајде да го однесеме овошјето ки баба прасица. Бабо, мама имаше авантура. И потоа мама падна во грмушката. И таа изгледаше многу смешно и викаше помош! И потоа дојде тато и ја спаси. Крај. Ти благодарам, Пепа. Мислам дека сите ние доволно пати ја слушнавме приказната. Но е интересна. Не сакам да видам уште еднаш капинова грмушка во мојот живот. Значи, не сакаш да јадеш пита од јаболки и капини? Па... вкусно. Мама прасица сака пита од капини и јаболки. Сите сакаат пита од капини и јаболки.